Добро вечер. Скопскиот аеродром Александар Велики поради маглата и денеска е затворен за сообраќај, а дел од летовите се пренасочени во Приштина. Поради маглата, Скопскиот аеродром беше затворен за сообраќај и во текот на викендот. Маглата денеска го отежнува патниот и воздушниот сообраќај, додека железничкиот сообраќај засега се одвива без застој. Намалена видливост од 50 до 100 метри, како што информираат од јавното предпријатие Македонија пат има во Куманово, Крива Паланка, Куманово Свети Никола, Тетово Скопје, Тетово Гостивар, Тетово Јажинце, Тетово Попова Шапка, Велес Штип и Велес Скопје. Во Штип Неготино видливоста е од 15 до 20 метри, во Штип Радовиш од 50 до 70 метри, а во Битола 50 метри. Во Прилеп видливоста е 40 метри. Би било добро да ги знаете овие информации доколку планирате да тргнете никаде на пат. Со оваа информација денеска ги започнуваме урбаните вести, а еве што во истите ќе имате можност да видите. Реконструирана улицата Австралиска во Ѓорче Петров. 2013 година беше успешна за Министерството за транспорт и врски. Туташ ја стартуваше кампањата за промоција на своите млечни производи. Вечерва во аеродром, 18-та мечуринска средба. Поевтинуваат бензините од ноќеска на полнок. Министерството за транспорт и врски денеска информираше за успешно реализираните проекти во 2013 година, како и за договорите кои допрва ќе се реализираат. Министерот Милијана Киески денеска информираше дека во 2013 година потпишани се договорите за реализација на повеќе клучни проекти, како што се изградбата на автопатите Миладиновци, Штип и Кичево Охрид, изградбата на железничката пруга до Бугарија, реконструкцијата на 13 мостови долж коридорот 10, обновувањето на пругите на коридорот 10, воведувањето на нискотарифни летови во воздухопловството, изградба и распределба на социјални станови, изградба на канализацијски и водоводни системи и многу други. Ги потпишавме договорите за реализација на повеќе клучни проекти, како што се изградбата на автопатите Скопје-Штип и Кичево Охрид, како и изградба на првата делница од пругата кон Бугарија. Ја започнавме реконструкцијата на 13 мостови долж коридорот 10 и воведовме електронско одобрение за градење. Ја продолживме и реализацијата на повеќе проекти од програмата на владата, меѓу кои проектот за изградба на автопатската делница Демиркапија Смоквица, обновување на пругите од коридорот 10, уведување на нискотарифни авиолетови во воздухопловството, изградба и распределба на социјални станови, изградба на канализациони и водоводни системи. Минатата година ги потпишавме двата договори за автопатишта за Скопје-Штип во висина од 206 милиони евра. Овој автопат е во должина од 47 километри, се предвидува да биде широк 29 метри, односно ќе има две коловозни ленти во два правци и една дополнителна лента за застанување. Вториот договор за автопатот Кичево Охрид, вкупна инвестиција од 374 милиони евра, автопатот е во должина од 57 километри. Градежните активности за реализација на овие два исклучително важни проекти, а кои се дел од нашата програма, се очекува да започнат од првиот квартал од оваа година. Во текот на 2013 година продолжи реализација на проектот за развој и создавање на здрава патна мрежа на локално и на регионално ниво. Јанакиевски потенцираше дека сите овие проекти и активности кои се преземаат во областа на патниот, железничкиот и воздушниот сектор, како и во областите домување, комунална инфраструктура и градежно земјиште, имаат неколкократни позитивни ефекти врз економскиот развој на нашата држава и овозможуваат подигнување на квалитетот на животот на граѓаните на Република Македонија. Минатата година биле потпишани и договорите за изградба на автопатите Миладиновци, Штип и Кичево Охрид, а во делот на патната инфраструктура продолжи изградбата на автопатската делница Демиркапија Смоквица, како дел од коридорот 10 со должина од 28,2 километри, со што целиот коридор ќе биде на ниво на автопатско решение, а воедно ќе се подобри поврзаноста на Република Македонија со другите земји членки на Европската унија.
Оваа година завршена е реконструкцијата на пругата Табановце-Куманово и Миравци-Смоквица, а набавени се и нови 150 товарни вагони. За 2014 година веќе е направен проект за модернизација на железничката станица. Јанакиевски потенцираше дека во областа на станбената политика продолжува со имплементација проектот за домување на лицата кои се во социјално ранливите категории. Со презентација на првата реклама што наскоро ќе почне да се емитува на македонските медиуми, турската млекарница Суташ денеска и официјално ја стартуваше кампањата за промоција на своите производи. Во втората фаза Суташ планира да го удвои производството од сегашните 70 милиони литри на преку 140. Годишниот обрт достигнува до 750 милиони евра или околу 45 милиарди динари. Повеќе информации од Томислав Атанасовски. Со презентација на првата реклама што наскоро ќе почне да се емитува во македонските медиуми, турската млекарница Суташ денеска и официјално ја стартуваше кампањата за промоција на своите млечни производи. Балканска млекара до Скопје е основана во 2012 година како придружница на Суташ, турскиот водечки бренд за млеко и генерално во индустријата на млечни производи. Балканска млекара до Скопје е основана во 2012 година како придружница на Суташ, турскиот водечки бренд за млеко и генерално во индустријата за млечни производи. Суташ, лидерот во индустријата на млечни производи во последните 7 години, се наоѓа на 67-то место меѓу првите 500 врвни индустријски организации во 2012 година. Во Турција, гордејќи се со годишниот капацитет за преработка на млеко од 750 милиони литри, а благодарение на 38-те години експертиза и посветеност, Суташ обезбедува директно вработување на околу 4000 луѓе во центри за обука, фарми за одгледување на коњи, фабрики за сточна храна, фабрики за млечни производи, како и фабрики за рециклирање и енергетски постројки, кои ги има изградено според својот интегриран бизнис модел. Сите заедно да овозможиме природата, богатството на Македонија, млекото и млечните производи, да ги понудиме на македонското општество и од Македонија истото да го пренесеме вкусните млечни производи и на останатите земји во регионот. Од трева до трпеза, овој уникатен модел е гаранција за квалитетот и природниот вкус на производите на Суташ и голем извор за индиректни вработувања и за редовна дистрибуција на приходи. Препознатливиот интегриран бизнис модел на Суташ од трпеза до трпеза се планира да се примени и во Македонија, давајќи значени резултати во производството, вработеноста и распределбата на приходот поради неговото влијание во сродните индустрии за растително производство, сточарство, логистика и услуги. Балканска млекара е сместена во близина на Скопје на 24.149 метри квадратни и има годишен капацитет за преработка на 70 милиони литри млеко. Директното вработување се очекува да достигне до 250 ново вработени со помош на предстојните инвестиции. Јилмас напомена дека првата етапа од инвестицијата е успешно реализирана во 2013 година преку набавка на најсовремена опрема. Следната втора фаза, чија цел ќе биде удвојување на производството од сегашните 70 милиони литри на преку 140. Суташ ги презема капацитетите на поранешната Светмилк. Во Турција компанијата постои веќе 40 години и освен млеко традиционално произведува широка палета млечни производи, јогурт, ајран, сирење и така натаму. Годишниот обрт на фабриката моментално достигнува 750 милиони евра или околу 45 милиарди денари. Вечерва по 18 пат се одржува традиционалната мичуринска средба во паркот во населбата Мичурин, со богата музичка програма и неизбежното кршење на традиционалната погача со златна паричка и избор на нов кум на средбата, се прославува големиот православен празник Свети Василий, меѓу народот познат како Стара Нова година. Колку за подсетување, минатата година паричката се падна кај Зоран Џорлев, директор на културно-уметничкото друштво Танец. Оваа манифестација ја организира Сдруженијето на граѓани Мичуринска средба, а е поддржана од општина Аеродром.
Во рамките на овогодишната мичуринска средба се одржува и ученичката приредба, и тоа од 17 до 19 часот, во чија организација се вклучени младите мајки мичуринки и учениците од основното училиште Блаже Конески. Училишната програма содржи рецитали, хорски настапи, куклена представа и модерни танцови. Инаку, музиката за добро расположение во Мичурин започна во 12 часот напладне, со што започна и одбележувањето на празникот Василица. Гости на овогодинишната мичуринска средба се градоначалниците на град Скопје, на општините Аеродром и Киселавода, како и други истакнати лица од политичкиот и стопанскиот живот на Република Македонија. Од општина Аеродром потврдуваат дека и во иднина ќе продолжат да ги поддржуваат ваквите културно-забавни манифестации, се додека жителите покажуваат интерес за тоа. Мичуринската средба од малско дружење прирасна во масовна традиција за дружба, не само на мичуринци, туку и на граѓани од други населби и општини. Граѓаните од општина Ѓурче Петров, кои секојдневно минуваат по улицата Австралиска, се израдуваа на незиното реконструирање. Покрај асфалтот, улицата доби потполно обновена подземна инфраструктура. Во општина Ѓурче Петров продолжува акцијата за асфалтирање и реконструкција на општинските улици. Првите денови од 2014 година градежните екипи ја завршија реконструкцијата на улицата Австралиска во должина од 110 метри во населбата Даме Груев. Како што истакна градоначалникот на општината Сокол Митровски, за реконструкцијата на оваа улица биле потрошени 3 милиони денари, обезбедени од буџетот на општината. Улицата покрај новиот асфалт доби целосно обновена подземна инфраструктура. Тоа е една од 13 улици која е целосно завршена и финализирана во завршните работи во првите денови од 2014 година. Должината на оваа улица изнесува околу 110 метри, вкупната финансиска конструкција изнесува 3 милиона денари, обезбедени од општинската каса. И оваа улица е целосно, мора да кажам, реконструирана како со подземната инфраструктура, така и со надземната инфраструктура. Зафатите кои ги извршивме, мора да ги искажам, тоа се секако канализацијата која е битна и значајна за нормално функционирање на граѓаните на овој дел. Направена е атмосферска канализација, тротоари и осветлување, значи целосно реконструкција. Градоначалникот Митровски истакна дека проектот за реконструкција на улицата Австралиска не е во целост завршен и притоа побара од граѓаните, жители на оваа улица, да ги решат имотно-правните односи, како би можела во целост да се обнови улицата. Не е завршена. Оваа должина од 110 метри само е дел или пола од оваа улица која треба да биде целосно реализирана. Тука исто така имаме проблеми со имотно-правните односи и повикот на граѓаните од овој дел од оваа улица исто важи како за улица Антон Чехов, да сите тие кои би по било каков основ примиле компензација од минатите, да кажам, општински органи на градот Скопје и општината Карпош, да го ослободат тој простор, да може општината во 2014 година тоа што го вети на граѓаните да го реализира, секако во границите на финансиските можности. Иначе, влезена е во план, да кажем, и улицата Антон Чехов и улицата Австралиска во програмата на општината Ѓурче Петров за 2014 година, со што се надевам при крајот на оваа година, доколку се обезбеди овој услов да извршиме правовремено експропријација и да имаме добра волја на дел граѓаните, навистина општината својата обврска ќе си ја заврши целосно. И пред крајот на првиот дел од урбаните вести, информација која што ќе ги израдува сите возачи. Од ноќеска на полноќ нафтените деривати ќе имаат нова, поевтина цена. Согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, малопродажните цени на Евросупер БС 95, Евросупер БС 98 и екстра лесното масло за домакинство се намалуваат за 1 динар. Така Евросупер БС 95 ќе се продава за 77,5 динари за литар, а цената на Евросупер БС 98 ќе изнесува 79 динари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домакинство ќе изнесува 57,5 динари за литар. И цената на евродизел се намалува за 1,5 динар за литар, па дизелот ќе се точи за 68,5 динари.
Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 108,041 барел и е за 2,73 пониска од просечната цена на суровата нафта, која изнесува 111,69 за барел, по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати. Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 45 денари за долар и е за 0,44% повисок од курсот на доларот, кој изнесува 44,812 денари, по кој беа формирани цените, објаснуваат регулаторите. Македонските ракомитари со пораз од домакинот Данска го започна Европското првенство во ракомет. Стартуваа надпреварите на првиот тениски Гранд Слем годинава Австралија Опен. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.